На болната жена што е пее попо молитва за здравје. Чита Александар Станојков. Некоја жена беше се поболила од бодеж во левата боска и го викнала попо да е пеит за да оздравеи. Дошол попо, ја пеал 3 пати соред и од 3 пати што ќе пеал, ич поарно не беше дошло, ами уште посилно е болело. Од која виде попот и не е дошло поарно на жената со пеењето, при се што го канела жената и му плаќала на секое пеење по 100 пари, за 4 и 5 пат да ја дојди и да ја пеит, попот најпосле ја се откажал. На излегување е рекол: ако е за вајде 3 пати што ти пеа Врисјанко, ќе ти бидит. А пак, ако не ти е за вајде 40 пати да ти пеам, пак вајде не ќе имаш, туку знаеш уште што да му направиш на бодежо. Ќе го намачкаш местото со мед и ќе го посолиш со најлутата буковска пипер. После ќе изгориш некоја џираметка или некоја тула, та ќе ја угасниш во студена вода и ќе го завиткаш во некое пеленче и клава едно по друго, та белчи ќе даеше Господа ти оздрави бодежо. Ете така ќе направиш, Рисјанко, разбра сега? Од која си отиде попо, направи така жената и по 3-4 дни и оздраве бодежот и си излегла напорта да си седи. Во еден неделен ден беше си седнала жената напорта на камен и еве ти го попо кај врви. Помози Бог, Рисјанко, и рекол: како да оздраве као те гледам? Шуќур, оче свети, шуќур, оздраве сполај му на Бога, а арна сум сега. Видео ти молитвите мои као те оздравеа, му рекол попо. Вистина, оче свети, и од молитвите твои оздравев, ами Бог да прости вела ми на буковскиот пипер и на топлите џираметки што и клавав, да побрго од нив ми оздраве бодежа што ме биеше, му рекла жената.